Мајката на Џоли починала од рак на 56 години. Актерката вели дека според извршените генетски тестирања, ризикот таа самата да добие рак на дојка бил 87%, а за рак на грло на матката 50%. Лекарите открија дека известни генетски мутации може да ја зголемат веројатноста за овие видови на рак. Двата главни гена поврзани со нив се означени како BRCA1 и BRCA2. Едно истражување утврди дека ако некоја жена добие рак поврзан со BRCA рано во животот, незината ќерка може да го добие дури и порано од неа, под услов да ја наследила генетската мутација. Жените со рак на дојка поврзан со BRCA имаат иста стапка на преживување како и другите болни во ист стадиум, но доктор Марк Боавер од болницата Медстар Вашингтон вели постои значителна разлика. Проблемот е што овој рак често се јавува кај помлади жени и тоа во поагресивна форма. Плюс тие ретко се сомневаат дека ќе заболат. Тестирањето за рак е најмало меѓу жените на возраст од 20 до 30 години. Оние со најголема веројатност за BRCA мутација се со источноевропско еврејско потекло, но Боавер вели дека може да се јави кај секоја раса и етничко потекло. Националниот институт против ракот предлага генетско тестирање доколку најблиските роднини имале рак на дојката или на грлото на матката. Отсуството на BRCA1 или 2 мутацијата не значи дека нема опасност. Од друга страна, постоењето на канцероген генетски маркер автоматски не значи дека сигурно ќе заболите, но генетичарите може да пресметаат колкава е веројатноста, за која Анџелина Џоли вели дека била причината да се реши на двојна мастектомија. Генетското тестирање може да чини и $1000. Превентивната мастектомија може да го намали ризикот на под 5%, но Боавер истакнува дека хируршкиот зафат не е единствениот избор. Информираноста е битна, затоа што ќе имате мир, бидејќи знаете дека ви била извршена внимателна контрола. Знаете колкава е вашата бројка или пак колкави се шансите за избивање на ракот. На крајот на краиштата, вели тој, пациентот треба да се чувствува комотно во врска со избраната лекарска нега, без оглед дали тоа е редовна контрола или пак хируршки зафат.